за Универзитетот отворено. Почитувани слушатели, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола во емисијата за Универзитетот отворено. И еве уште на почеток да кажам дека ми е драго што денеска во емисијата заедно со нас и со вас секако е професор доктор Горан Илиќ, проректор за наука на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден и ви благодарам за поканата. Имаме доста теми за разговор денеска, па затоа нема многу да должиме. Ќе започнеме веднаш со она што е можеби најактуелно, што го работевте вие како продекан за наука во вашата област, да речеме, реализираната зимска сесија на годишната конференција за презентација на докторски проекти. Нешто што е меѓу редовните активности на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Да, морам да споменам дека годишната конференција продолжува во својот континуитет да се одржува, таа се прави во интерес на докторантите на нашиот универзитет и након што е новина, откако станав проректор за наука на универзитетот, е дека за прв пат ги инволвиравме и членовите, професори на советот на докторски студии на нашиот универзитет да бидат директни учесници и модератори на сесиите на конференцијата. Конференцијата се одржува, има летна сесија, има и зимска сесија. Ова зашто сега зборуваме конкретно за зимската сесија на годишната конференција, каде што примивме импресивен број од 26 докторски проекти, изработени согласно упатство за изработка на докторски проекти, кое што го изработивме со наши колеги, професори во работна група, се со цел да направиме стандардизација и она што значи едно упатство со цел да може докторантите да знаат точно како да ги изработат докторските проекти. На таков начин ние обезбедуваме и методолошко стандардизирање, но и техничко унифицирање на самите докторски проекти, што е голем чекор напред во однос на претходно. Инаку она што ќе одиме како следен чекор е во дефинирање што значи тоа докторски проект и што всушност тој треба да опфаќа, но во секој случај таа одлука не ја носам јас лично индивидуално, сепак тоа се носи на ниво на органите на универзитетот, конкретно на Советот на докторски студии, кој што е меродавен орган за постапување и активности поврзани со докторските студии на нашиот универзитет и докторските студии на единиците генерално. Она што е интересно е дека навистина докторантите кои што присуствуваа на конференцијата, кои што ги презентираа своите докторски проекти, можам да кажам дека идентификував и препознав голем потенцијал во нив. Навистина многу интересни теми, провокативни теми, теми кои што ќе значат сериозен научен придонес и додолку повеќе тоа импонира дека нашиот универзитет е оној носител на тие всушност научни придонеси кои што самите докторанти преку нивните научно-истражувачки активности ќе ги прават со докторските проекти, ќе ги прават преку нивните објавување на нивни научно-истражувачки трудови, секако финалната етапа, тоа е подготовката на докторска дисертација и незината одбрана. И секако, тука мораме да бидеме начисто. Нашиот докторанти, откога ќе станат доктори на науки, тие стануваат дел од нашата академска заедница и тие стануваат најсериозните амбасадори на нашиот универзитет. Преку нив, преку нивниот квалитет, нивната научно-истражувачка подготвеност, всушност се представува и нашиот универзитет не само во нашата држава, туку во регионот и пошироко во светот. Да им појасниме на слушателите, с оглед на тоа што Универзитетското радио е, веќе кажуваме, повеќе градско радио, не е само универзитетско, не слушаат сите. Значи, докторскиот проект всушност е на некој начин и подготовка на она што ќе значи докторска дисертација. Ова е прво всушност излегување во јавност и проектот практично го презентираат и пред нивните колеги од областите што ги имаат слични, но и пред професори. Пред менторите и професорите во комисија. Согласно законот за високото образование, докторскиот проект представува претходница на докторска дисертација, а докторска дисертација се базира всушност на она што е докторски проект. Докторскиот проект има повеќе значење. Тој не е само научно истражување и презентација, туку тој представува всушност еден начин обид, проба за комуникацијските вештини на самите докторанти. Односно,
како тие ќе го строжат презентацијата, како ќе презентираат, што сметаат дека треба да се презентира пред еден хетероген аудиториум. Таму не се само професори од областа на докторскиот проект или во иднина на докторатот, тука се и професори кои што се и од други единици, од други факултети и од други научни области кои што навистина и сосем оправдано не ја познаваат материјата која што се обработува, но во секој случај будно ги следат докторантите како презентираат. Што значи докторскиот проект има повеќе значење. Од друга страна, тука се гледа и методолошката поставеност и методолошкото промислување на самиот докторант заедно со неговиот ментор како го има креирано докторскиот проект. Дали стигнал до определени прелиминарни истражувачки резултати во самиот докторски проект, дали тој презентира своевидна идејна скица како ќе го направи идното истражување во докторската дисертација, така да тука имате повеќе аспекти кои што можеме да ги третираме, но затоа ние како универзитет, како Совет на докторски студии на УКЛО, ќе настојуваме со тоа да го прецизираме за точно да ги излечиме главните и витални елементи на докторскиот проект. Зошто? Најпрво да знаеме точно што представува тој. Второ, самите докторанти да бидат однапред подготвени што треба да направат и секако менторите, како главни актери во тој процес, точно да знаат како да ги менторираат и во кој правец да ги насочуваат докторантите. Она што како информација нели го добивме, беше практика и во изминатите години, значи презентираните докторски проекти ќе бидат депонирани во ePrints репозиториумот на УКЛО. Тоа од минатата година, од минатата годишна конференција се направи. Тоа всушност како препорака, облигаторна препорака, така да се изразам, се со цел да можеме се повеќе материјали кои што ги продуцира наш кадар на универзитетот во целина да биде депониран во репозиториумот, бидејќи полнењето, така да се изразам, на репозиториумот е едно од оние технички претпоставки кои што се важни при мерење на рейтингот на нашиот универзитет. Морам да кажам дека со заеднички усилби на ректорски менеджмент, мојот во мојот дел, во делот на останатите проректори и секако ректорот, како носител на целокупните процеси и лидер на тимот, настојуваме што повеќе да обезбедиме депонирање на соодветен материјал во ePrints. Меѓу другото, тоа денес се потврдува дека сме на вистинскиот пат, бидејќи нашиот универзитет сериозно, можам да кажам, од месец во месец го подобрува својата репутација и својот рейтинг. Благодарение на многу активности, ePrints е само една од нив. Рековте дека нова зимска сесија на годишната конференција за презентација на докторски проекти 26 докторанти зедоа учество. Конференцијата беше хибридно, беше да им се овозможи на сите да можат да... Конференцијата беше онлайн. Зошто е тоа така? Бидејќи во голема мера имаме докторанти кои што се надвор од Македонија. И од тие причини, со цел да излеземе во пресред, бидејќи за нив во голема мера, бидејќи јас сум разговарал со поголем дел од нив, значи нашата одлука тоа да биде онлайн, што е сосема нормално и тука не гледам никаква пречка или никаков недостаток дека е онлайн, напротив, денес се случува онлайн, зашто да не користиме таа можност, кога навистина на таков начин од една страна полесно е организирањето, имаме голема заштеда на ресурси, исто така го штедиме времето на самите докторанти и секако автоматски се заштедува и нивните финансиски средства со цел да овозможат тие патување до Битола, ноќевање во Битола и така натаму. Зошто? Бидејќи тоа е нивна обврска. Ние не можеме туку така да ги принудиме нив тие да на некое поведение кое што за нив би им изгледало во голема мера неприфатливо, но тука ние сме отворени универзитет, ние сме инклузивни. Ние комуницираме, конкретно и јас, преку службата на универзитетот, кој што се должна за докторски студии, комуницираме и тие го прифаќаат овој начин на конференција. Многу конференции денес во светот се одржуваат онлайн. Инаку, за хибриден или чисто физички тип на организирана конференција и за тоа имаме простор, за тоа ќе проговориме, бидејќи ние веќе организиравме таков тип на конференција кој што беше хибриден карактер. На оваа конференција, докторантите имаа можност при презентацијата, по завршувањето на нивната презентација да слушнат
и одредени видувања како од менторите и останатите професори, што веројатно доста ќе им користи при доработката, да речеме, изготвувањето на тој завршен докторски труд. Апсолутно. На конференцијата, само да појасниме за слушателите, покрај докторантите кои што учествуваат со своите докторски проекти, учествуваат нивните ментори и 20 членови на комисии за одбрана на за евалуација на одбрана на докторскиот проект. Така да можноста која што нуди конференцијата, прекучество на менторот и на други 20 членови од конкретна област на докторски проект е навистина од голем интерес за самите докторанти, бидејќи тој на таков начин добива можност преку покрај менторот лица од научната област кои што се реновирани, истакнати или лица избрани во конкретна област да дадат свое видување како придонес за подобрување на истражувањето од докторскиот проект, што нив секако дека ќе им биде од корист во изработката на истражувањето за докторска дисертација. Ова беше зимската сесија. Повикот за летната кога ќе биде? Повикот за летната ќе биде дополнително, ќе биде објавен, во него ќе има само некои плюс дополнителни елементи кои што ги споменав претходно, поврзани со специфицирање што представува докторскиот проект, се со цел да можеме сега и во структурално да го стандардизираме и сметам дека со следниот чекор веќе ние тука ќе го закружиме тој процес на можеме да кажем на комплетирање на она што значи докторски проект, начин изработка на докторски проект, содржина, методолошка содржина на докторскиот проект, структура на докторскиот проект и секако целта која е на докторскиот проект, бидејќи тој треба да му послужи како сериозна основа за понатаму докторантите преку нивната докторска дисертација да го развијат истражувањето на повисоко ниво. И сега за крај во овој дел разговорот уште едно прашање. Ова е нешто што е посветено, да речеме, или наменето за докторантите. Се планира ли нешто и за магистрантите? Бидејќи методологијата на изработка на магистерските трудови, начинот на истражување и презентирање во секој случај е важно и за нив. На втор циклус студии, на трет циклус студии, бидејќи студентите се стекнуваат и со научни звања, магистар науки или доктор науки, од особено значење е методологијата на истражување. На многу единици таа е присутна во силабусите на единиците и сметам дека нашиот универзитет воопшто не заостанува. Во таа смисла имаме навистина добри методолози, имаме професори кои што навистина се исклучителни во делот на методологијата и она што е важно, бидејќи јас предавам лично методологија на трет циклус студии на правниот факултет, е дека методологијата всушност е занаетот. Бидејќи независно од вашиот тематски интерес, дали тоа било право, дали било медицина, дали било технички науки, методологијата е всушност занаетот. Како вие да го поставите, да го спроведете истражувањето, да стигнете до истражувачки резултати. Тоа е најважно. Така да сметам дека веќе тоа е апсолвирано прашање на ниво на универзитет, јас ги охрабрувам апсолутно единиците и професорите на вистина тука да вложуваат во методолошката надградба на нашите студенти на втори, на трет циклус студии, особено на трет циклус студии, каде што тоа е задолжително и со студиските програми, меѓу другото тоа го потврдува постојањето на докторскиот независен истражувачки докторски проект. Ова е совкупниот наслов според законот за високото образование, кој што се работи под менторство. Значи менторот меѓу другото треба да има познавање за методологијата со цел да може да го води кандидатот, односно докторантот во научното истражување. Во ред, ќе направиме сега една музичка пауза, па потоа ќе го продолжиме разговорот на друга тема. Почитувани слушатели, останете заедно со нас на 90,8 МГц.
сум виновен, што ти си ми се. Често мојот поглед лета преку туѓи рамена до тебе. Нога преку нога седиш и не погледнуваш во мене. Можам да прифатам се, толку сум слаб на тебе. Јас не сум виновен, ти ми требаш како добар ден. И после се да сме сами под звездите, начекор од тебе, а никако до тебе. Јас не сум виновен, што ти си ми се. Јас не сум виновен, ти ми требаш како добар ден. И после се да сме сами под звездите, начекор од мене, а никако до тебе. Јас не сум виновен, што ти си ми се. И јавене повторно во студиото на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Подсетувам дека денеска заедно со нас е професор доктор Горан Илич, проректор за наука на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. И сега проректор е за една друга тема, за меѓународното научно списание Хоризонти. Списание кое што е нели на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, но сега веќе во една поинаква форма, изменето, дополнето, осовременото, можеме да речеме. Тоа од времето кога вие веќе станавте проректор за наука. Нешто што беше можеби поставено како една од првите цели за реализирање. Да, ова што го споменавте околу Хоризонти, тоа беше мојата примарна цел и главна цел, бидејќи меѓународното научно списание Хоризонти на нашиот универзитет е едно од првите меѓународни научни списанија на универзитетите во Македонија. За прв пат излегува во 2005 година, понатаму во 2011 година добива Open Access формат, односно списание отворено за читателите и истражувачите, но долго време не се водело сметка околу развојот на списанието и неговата трансформација согласно новонастанатите околности во светот на академското издаваштво. Тоа е материја која што мене особено ме интересира, академското издаваштво, академското пишување и методологијата на истражување, покрај она што ми е струка како доктор на политички науки Европската унија. Јас тука, кога разговаравме со ректорот Неделковски, двајцата акламативно, се договоривме дека мојата енергија ќе ја насочам токму кон целосно подготвување, да речам, трансформирање и подобрување на ова списание. Откако бев избран за проректор, веднаш се впушти во таа активност и во таа операција, морам да признам дека воопшто не е лесно. Зошто? Бидејќи станува збор за долго време, кога тоа списание екзистирало надвор од тие современи такови на академско издаваштво. Со голема соработка на службата во нашиот ректорат, ние направивме, успеавме во една година да го, не само да го редизајнираме, туку да го подготвиме во суштина, тоа да биде на линија на
новонастанатите околности и на оно што значи академско издаваштво и конечно ја заокруживме првата фаза. Тоа беше редизајн, техничка подготовка, нова платформа на списанието, платформа која што ќе обезбеди харвестирање на содржината на списанието од страна на други бази на податоци, обезбедување и канали за обезбедување на потребна метадата. Метадата влегуваат наслов на научен труд, име, презиме на автори, нивна афилијација, оркид, имейл, содржина, абстракт и така натаму, клучни зборови на секој труд. Метадатата е клучна со цел да можат бази на податоци кои што ве харвестираат, односно во превод ги собираат метадата податоците од секој објавен број, да можат да ве индексираат. Тоа беше подолг процес, бидејќи со огромна поддршка и помош на службата во нашиот ректорат беа ставени во новата платформа броеви на хоризонти објавени во претходните 5 години, бидејќи не можевме да одиме до 2005 година назад, бидејќи во голема мера од нив не се во електронска форма, туку се во печатена форма и тоа само ќе биде некој дополнително обтоварување, нема да постигнеме целта. Буквално нема да постигнеме целта. Тоа беше првата фаза, која што ја заврши. Понатаму беше дефинирањето на опфатот на списанието, тематската, и ние решивме тоа да остане и понатаму како интердисциплинарно списание, во кое што ќе бидат застапени сите оние научни подрачја, полиња и области кои што ги третира нашиот универзитет. Но, она што е важно, самото научно списание сега конечно доби еден и единствен ИССН број, односно број на списанието. Тој всушност представува број на легитимација на списанието тука и во светот. И всушност тој е главниот идентитет на списанието. Конечно неодамна го добивме и тоа. Со тоа завршува втората фаза. Во меѓувреме ние го објавивме новиот број на списанието Хоризонти, подготвено, редизајнирано во декември месец и сега понатаму продолжуваме со другите издавачки активности, надградбата на самото списание Хоризонти, која што подразбира индексирање во репутабилни бази на податоци. Целта е да влеземе во што е можно повеќе репутабилни светски бази на податоци. Тоа е процес, тоа е време, мора да започнете од сам почеток, да не речем од нула, и тоа го направивме. Јас секојдневно веќе контактирам, комуницирам и го пријавувам списанието во академски бази на податоци. Дел од нив имат и свој определен рок кога треба да дадат одговор, но се клучни и се нужни за да можеме да добиеме поголема веројатност за индексирање во најсилните бази на податоци во светот. Тоа, како што кажав, не се случува преку ноќ, бидејќи во голема мера тоа зависи од многу други критериуми кои што ние започнавме и понатаму ќе ги заоструваме, да бидам искрен, во делот на она што публикуваме. Она што е клучно, за да можете да добие едно од клучните аспекти, има многу аспекти, би можеле да говориме и за тоа, е да абсорбирате што поголем број на трудови од автори од странство и надвор од вашата држава по можност, а особено надвор од вашата институција. Значи, преку индексирањето во базите на податоци, што се добива? Се добива визибилност или во превод една препознатливост на нашата видливост на нашето списание во светски рамки, се со цел странски автори, например од Индонезија, од Индија, од Бразил, да видат дека постои такво списание, дека коинцидира со нивниот научен интерес, евентуално со нивниот научен труд и да го прати научниот труд. Откако научниот труд ќе биде пратен, согласно политиката за рецензирање, ние определуваме двајца рецензенти од соодветна или сродна област. Она што е новина на новото Хоризонти е тоа што ние ги инволвираме во извршен одбор членовите на Комисијата за наука на нашиот универзитет, кои што имаат за задача прелиминарно да ги проверат пристигнатите трудови пред истите да бидат пратени во процес на рецензија. Значи, ние ставаме двоен филтер на контрола на квалитетот на пристигнатите трудови, па се до процесот на нивно рецензирање и објавување. Оние трудови кои што нема да добијат позитивна оценка на прелиминарното уредувачко мониторирање или скрининг, тие се одбиваат и им се
дава одговор негативен на самите автори. Додека оние кои што ќе добиат позитивно мислење од извршниот одбор, кој што, како што кажав, сочинува членовите на Комисијата за наука на универзитетот, со по еден представник од секоја единица, тие, всушност, ние ги доставуваме на рецензирање. Рецензентите си имаат своја задача да го прифатат трудот како што е, доколкото е навистина добро изработен, во содржинска и во методолошка смисла, да го прифатат трудот со сугестија за мали корекции, да го прифатат трудот со сугестија за поголеми корекции или ревизија, значи условено прифаќање, или да го одбијат трудот исто така во второстепената контрола, значи рецензијата. Со тоа, одлуката на рецензентите е конечна. Јас, како главен одговорен уредник на списанието Хоризонти, мојата задача би била насочена доколку имаме голема дискрепанца меѓу одлуката на двајцата рецензенти. Ако едниот каже треба да се одбие, а другиот каже, например, треба да се прифати со мали корекции. Во тој случај, јас со моите соработници, со поглавниот уредник, тоа е ректорот, со соработниците уредници и со извршните уредници, ќе направам една координација во врска со спорните рецензии и ќе се донеси конечна одлука. Тоа е цела процедура, цела постапка и од тоа не отстапуваме. Она што е како предизвик доправа, бидејќи конечко го заокруживме добивањето на ИСС на бројот како дел од втората фаза. Започуваме кон индексирање на списанието, веќе е поставено во повеќе индекс бази, јас ќе ви информирам за тоа и на социјалните медиуми на веб страната на нашиот универзитет во догледно време ќе излезе информација за тоа, бидејќи чекаме повратен одговор од истите. Ние ќе бидеме насочени строго кон прибирање трудови од странство. Идејата е дека, за да бидете меѓународно научно списание, не ви е доволно да имате само меѓународен уредувачки одбор, кој што ние го имаме. Го имаме, така. Тоа е точно, но исто така мора тука да го запазите и моментот на диверзитет на авторите. Диверзитетот на авторите мора да доминира од странство, наместо од вашата матична институција. Тоа е суштината. И тоа е прашање кое што ние мора да го решаваме во чекор и во иднина, тоа мора да биде сосема решено. Односно, поголема дел од трудови бидат од странски автори. Тоа е клучно. Се со цел да можеме ние да добиваме влез во индекс бази, репутабилни индекс бази. Оно што би сакал сега да го споменаме, дека ние поднесовме постојна апликација за во Directory of Open Access Journal, тоа е DOAJ, таа е исклучително важна, репутабилна база, која што индексира Open Access списанија, всушност како што е Хоризонти. Со пристапот во DOAJ, вие добивате гаранција дека ги задоволувате критериумите на списанието, дека сте репутабилни и дека сте подобни за да добиете право и можност за индексирање во посилни други академски бази. Меѓу другото, штом станете дел од DOAJ, вие станувате дел од неговиот систем кој што го харвестираат или преку него прибираат информации други бази на податоци, особено бази со кои што располагаат видни универзитети во светот, Конгресната библиотека на Соединетите американски држави, па скоро сите германски универзитети и институти и еден куп други академски корпорации, како Елсвир, како Clarivaite и така натаму и така натаму. Тоа вас само ви ја засилува видливоста, визибилноста на списанието, а доколку вие всушност сте повизибилен, вие сте препознани во светот и да имате можност да абсорбирате повеќе трудови од автори. Тука е најголемиот напор што сега го праваме и го правиме како тим, дека мора максимално се работи во тоа што повеќе индексирање во овој тип на бази се со цел да станеме повидливи и за да оствариме крајната цел која што е. Друго што е карактеристично, ние пратив апликација за регистрација, бидејќи аплицирањето и регистрирањето во сите овие бази му претходеше некои други подготовки, што сега не би сакал да должам, бидејќи се од техничка природа, имавме проблем бидејќи списанието излегуваше на поинаков начин претходно, но сметам дека сега се решени некои дилеми. Аплициравме за во Шерпа Ромео, која што ви дава лиценца за видот на списанието. И тоа е многу битно. Шерпа Ромео и DOAJ се две клучни, се со цел да можете вие да продолжите понатаму како сериозно списание. Списание без фалинки, списание кој што исполнува критериуми. Тие ви се гаранција, главна лиценца, како да речем, неко прелиминарно. Нашето списание е дефинирано како Diamond Open Access списание. Diamond Open Access иницијативата значи дека за
објавување на трудови во нашето списание, за процесирање на пристигнати трудови во нашето списание и спроведување уредувачки постапки, ние не наплаќаме никаква сума, никакви пари. Значи, списанието е тотално free of charge. Дајман значи дека истото е поддржано од институции. Во случајот, единствена институција која што го поддржува Хоризонт е нашиот универзитет, како издавач. Но, преку Diamond Open Access иницијативата се отвора можност за во иднина тука да се вклучат и други институции надвор од нашиот универзитет, кои што се желни да поддржат академското издаваштво, научната публицистика или науката преку инвестирање во списанието Хоризонти. Тоа се процеси кои што не едат многу брзо, за жал. Треба да течат. Кои што треба да течат и затоа викам дека се процеси. Тоа не е проект кој што ние ќе го завршиме за 6 месеци, ќе кажеме готово, сега го имаме ние списанието средно. Тоа не е така, бидејќи тоа мора да течи и понатаму и да се одвива во континуитет, не отстапувајќи од овие високи стандарди кои што сега ги постави Хоризонти пред себе и во своето функционирање. Кога зборувате веќе за високите стандарди кои што веќе се поставени и намерата се поголем број странски истражувачи, научници да можат и да се заинтересираат да објавуваат во Хоризонти, со тоа на некој начин ги поттикнувате и барате и од нашите истражувачи, мислам на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, но и од другите универзитети на ова наше тло, може би малку повеќе да поработат на она што значи повисоко ниво, може би да ги задоволат практично критериумите кои што веќе ги поставувате. Да, дефинитивно. Јас тука морам да кажам дека Хоризонти во иднина ќе биде еден фантастичен медиум за препознатливост на нашиот универзитет во светот на науката. Хоризонти ќе биде најсилниот амбасадор на УКЛ во светот. Значи, ништо посилно нема да има нашиот универзитет во светски рамки откако Хоризонти ќе се издигне на повисоко ниво во иднина, бидејќи на таков начин ние ќе бидеме атрактивни преку него. Нас како универзитет, како што кажа, во Индија, Индонезија, Австралија, Бразил ќе ве препознаваат преку списанието Хоризонти. Затоа ние ставивме тука, поканивме огромен број на наши колеги од странство да заземат дел од меѓународниот одбор на списанието. Но, преку анимирањето на рецензенти, бидејќи ние секогаш внимаваме, кога креираме листа на рецензенти, да има рецензенти од странство. Наши професори да, наши научници да, но и наши странски колеги. Бидејќи таков начин ние правиме една индиректна дисеминација за списанието. Тие ќе споделат на нивните факултети, на нивните универзитети, со нивните колеги и така натаму. Јас влегов во иницијатива за целосно промовирање на повикот за трудови на списанието преку различни академски мрежи. Тоа сум го направил, тоа ќе го правам и понатаму додека го водам ова списание, се со цел да можем да го пробивам и да дознаваат нашите колеги од светот дека постои некој такво списание. Откако тие ќе видат дека списанието ги задоволува сите тие критериуми, тие се охрабрени да пратат своји трудови. Друго што е интересно, ние ќе правиме тоа малку, го успоривме како проект, списание за истражувачки трудови на студенти. На студенти. Тоа списание веќе има дефиниран назив, на англиски го кажем, тоа е New Horizons, The Journal of Student Research. Тоа е дефинирано, тоа име на тоа списание во дел е подготвено, но беше важно да се финишира подготовката на Хоризонти како носечка во главно списание. Не можевме да го направиме новото Хоризонти без старото Хоризонти, што сега е ново. Така, да се изразам, или е реновирано. Моравме, тоа се поврзани процеси, бидејќи се ниста платформа. И едното зависи од друго, инаку јас бев фасциниран од квалитетот на истражувачките трудови и претходната година и оваа година нашите се работи за трудовите од студентите. Апсолутно. И тука, и тоа списание ќе биде меѓународно, со меѓународен одбор, каде што нашите студенти, но исто така, ние преку него ќе добиеме можност за една влегување во на директна и реална соработка во светот, во делот на науката со студенти од други држави. Значи тоа нема да има подобар медиум и од него за директна и реална соработка меѓу студентите во делот на науката и научно-истражувачката дејност. Тоа ќе го направиме, ќе го финализираме во предстојниот период и ќе бидат објавени за прв пат
трудови од нашите студенти во тоа списание. Тоа ќе биде прво таков вид во нашата држава. До сега нема. Она што е друго, што сакам да го кажам, за во Хоризонти списанието, сега работи на нов специјален број на Хоризонти, во кој што ќе бидат објавени трудови од нашата научна конференција одржана во 23-та година по повод Денот на науката, која што, како ректорски менеджмент, донесовме одлука дека ќе се одржува во тој период по повод Денот на науката и дека ќе стане традиционална. Тоа значи дека секоја година нашиот ректорски менеджмент ќе настојува да ја реализира. Оваа година имам некои планови идеи да започнеме со подготовка многу порано и да го промениме форматот. Бидејќи беше хибридна, сега може повторно да биде хибридна, но начинот на функционирање на конференцијата ќе биде сосема различен. Имам намера да ги инволвирам сите единици директно во организацијата на таа конференција и таа конференција со тек на време да стане масовна и препознатлива за нашиот универзитет, се со цел, како што рековме или како што сакаме ние, да стане традиционална. Се знае дека секоја година УКЛО организира научна конференција на која што прибира научници секаде од светот. И тоа ќе значи огромна промотивна активност за нашиот универзитет. И тука всушност, барем се зборуваме за мојот дел или за мојот ресор, за прашање кој што ги покривам, вие работите во зидање на тој храм, да речам, на науката, во зидање на тој храм на соработката и она што ми е многу важно, бидејќи и јас и преку мојот ресор го работам и тоа, и меѓународната соработка која што вас ве влече напред, ве турка напред, и на таков начин само во еден глобализиран свет УКЛО може да се профилира себе си. Овој дел од разговорот малку и подолго направивме, меѓутоа со право, затоа што навистина има работи за кои што нашата јавност треба да биде информирана, пред се ова академската јавност би рекла. Уште тука да кажеме дека веќе отворени повикот следен за пријавување на трудови за Хоризонти, трае до 1 септември 2024 година, па еве заинтересираните нека посетат веб страната на списанието Хоризонти или веб страната на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и ќе ги видат сите поединости или сите работи кои што се потребни да ги направат за да испратат свој труд. Проекторе, ќе направиме сега тука уште една пауза, па ќе го привршуваме разговорот. Се што имам би ти дал и за секој празник јас тебе би те посакал. Хеј, и во чуда верувам, штом те видов тебе знам, ти ми недостигаш. Кој те роди толку мила, толку сладка, толку фина, убава. Еј, кажи ми да знам, не ти треба тебе шминка, ти си моја Афродита, убава. Божја креација, камо тебе да те имам, камо тебе, моја најмила, камо тебе да те имам, камо тебе, моја единствена. Толку мила, толку сладка, толку фина, убава. Еј, кажи ми да знам, не си ти за еден викенд, ти си за нам еден месец, знаеш ли? За мене ти си родена, камо тебе да те имам, камо тебе, моја најмила, камо тебе да те имам, камо тебе, моја единствена, камо тебе да те имам, камо тебе, моја најмила, камо
Проректоре Илич, овој завршен дел од разговорот сакам да го посветиме на она што значи меѓународна соработка. Сведоци сме на голем број подпишани меморандуми за соработка, спогодби, контакти со универзитети, не само од Европа, туку и надвор од Европа, значи ни светот, до каде се работите, како се одвива тој процес? Да, Европа ни абсолвирано прашање, се подразбира дека соработуваме, мора да соработуваме и географијата, но и политичките околности не принудуваат да функционираме со европските универзитети, тоа е факт. Тука се користи максимално Erasmus плюс програмата, но се користат и нашите, да речем, персонални комуникации, контакти со наши колеги од европските универзитети. Дефинитивно, она што ми мене така некој мотив, некој поттик е тоа да се зголеми и со други универзитети од други држави кои што се надвор од Европа. Веќе ние имаме подпишано неколку меморандуми конкретно со индиски универзитети и тоа се навистина репутабилни индиски универзитети со кои што сум во континуирана комуникација горе-долу. Она што го правиме исто така и со универзитети од Ирак, со кој што треба допрва да подпишеме меморандум за соработка. Имаме комуникација со универзитети од Бразил, конкретно. Тоа представуваат буквално резервоари на знаење, резервоари на контакти и резервоари на можности, со еден збор. Дефинитивно тоа во претходниот период ние бараме начини како да реализираме нашата соработка во директна активност. На каков начин? И затоа пак ќе кажам, Хоризонти ви е наједноставниот начин како тоа да го направите и основниот начин. Се останато може да биде покомплексно, може да побарува трошоци и така натаму, но Хоризонти е платформа која што нас ни дава можност за директна соработка со нашите колеги од странство. Се надевам дека во иднина, како што течат и разговорите со повеќе универзитети од странство, па и воневропски, зборувам, ќе најдеме начин да ги понудиме нашите втор циклус на студии на универзитетот или трет циклус на студии на располагање на нивните или на луѓе, студенти од нивните универзитети да можат да станат дел како студенти од нашиот универзитет. А инаку сметам дека преку најразлични форми на гостински предавања, онлайн, хибридни веќе денес ги прават единиците. Аз тоа можам да кажам за правниот факултет, тоа го прави. Сигурен сум дека го прават и другите единици, но како универзитет, како ректорат, како централна управа на овој универзитет, тоа оди постепено преку определени форми и протоколи на кои што тоа го правиме и затоа Хоризонти како списание и научната конференција која што започнавме да организираме за прв пат оваа година, претходната година беше организирана во формат на форум, научен форум, бидејќи како некој претходник на претходно годинешната научна конференција, која што исто така треба да стане квалитетна платформа на соработка, на размена идеи, мислење и на контакти. Оваа година, например, на нашата научна конференција организирана по повод Денот на науката, ни беа присутни двајца еминентни професори. Едниот е професорот Ентони Гулд од Лавал универзитет од Канада, а другиот е професорот Метју Хал од Соединетите американски држави. Двајцата исклучителни професори во својата област, луѓе кои што се профилирани во општеството на Соединетите американски држави, во канадското општество како експерти во конкретната област, ни зборува за значењето на целите за одржив развој, бидејќи и првиот форум кој што го организиравме и научната конференција беше организирана на тема за Sustainable Development Goals of the United Nations, односно развојните одржливи цели на Обединетите нации, кои што се исклучителен фактор во креирањето на совкупната слика на универзитетот. Од тие причини јас ги предложив нив како тема. И најверојатно и меѓу другото специјални оброј во Хоризонти, кој што ќе биде објавено на таа тема, на Sustainable Development Goals. Со овие цели ние ќе продолжиме понатаму да ги операционализираме и да им дадеме да дадеме можност на нашиот кадар, особено на научно-истражувачките работници, да започнат се повеќе да ги актуализираат овие прашања преку нивните научни истражувања, бидејќи и репутацијата на универзитетот зависи од тоа колку вашиот универзитет се грижи за спроведувањето на овие развојни цели. Меѓу другото, за неколку месеци ние ќе треба да добиеме и соодветен одговор каде се наоѓа нашиот универзитет во делот на Sustainable Development Goals
компаративно како во Република Македонија, така во споредба со други универзитети. Тоа не треба да биде обесхрабрувачки, тоа не е оценка која што нас треба да не загрижува ако е помала или повисока, туку тоа нас треба како универзитет конечно да ни го покажи правецот каде ние треба да се движиме и како да се движиме. Ке треба да донесеме определени планови за работа на универзитет, ке треба да формираме определени работни тела во рамките на универзитет, ке треба да донесеме определени декларации и изјави кои што ќе имаат правна сила на ниво на универзитет. Значи, ова го зборувам зошто? Бидејќи тоа не е оценка панал, положил 6-ка, 7-ка, 8-ка, 9-ка, 10-ка, туку тоа е соодветна евалуација на состојбата каде се наоѓате сега. Тоа е многу важно, да знаеме како не гледате од надвор. Токму така. Откако ние ќе дознаеме како не гледате од надвор, а тоа го прават врз основа на информации со кои што ние располагаме како универзитет и им ги доставуваме, ќе знаеме каде треба да се коригираме, каде треба да направиме нешто што досега не е направено. И предизвикот мој е токму во тој дел, да коригираме она што било погрешно, не било добро направено или веќе надминато е од времето, но исто така што треба ние да направиме за да можеме да се консолидираме и навистина да станеме универзитет кој што функционира согласно Sustainable Development Goals, универзитет кој што се грижи за заедницата, универзитет кој што е дел од заедницата. Ние како универзитет покриваме еден поширок регионален простор, не сме само во еден град сместени со своите единици и тоа е дотолку поинтересно за нашиот универзитет, бидејќи тој во основа и хетероген културолошки, географски, просторно и така натаму и така натаму. Значи, ќе биде можност како ние тие, да речем, разлики со кои што го движат нашиот универзитет, да ги обединиме, да ги да ги ускладиме една со друга и универзитетот да стане лидер во промените, лидер во она што значи преземање на активности за подобрување на локалните заедници, подобрување на општеството, генерално придонесот на нашиот универзитет, не само во регионот, туку и во државата во целина, значењето на нашиот универзитет, бидејќи во моментов, она што е многу важно во светот, не силните универзитети не се силни поради тоа што нивните професори објавуваат трудови во најсилните меѓународни научни списанија. Туку тие се силни бидејќи се дел од заедниците каде што тие екзистираат. Тие се директно поврзани со заедниците. Ние треба да се научиме дека универзитетот представува жив организам кој што мора да биде интегриран со заедницата, да придонесува во заедницата. Овој ректорски менеджмент е детерминиран за тоа. Универзитет во полза на заедницата. Тоа е многу важно, бидејќи на таков начин вие добивате фидбек од заедницата и вие сте во една синергија со оној каде што со просторот, каде што действувате. Така да имаме многу активности. Активности како проректор за наука на универзитетот Свети Климент Охридски Битола, но и како професор на правниот факултет, па еве сега за крај како сте со студентите. Пред година-две ви има избрано и како најомилен професор. Да, тоа беше за време на кога се уште важани мерки за COVID-19. Да, јас бев тогаш навистина си задоволен, да бидам искрен, не очекував, бидејќи не ни знаев дека ме сугерирале како таков, па и гласале тие работи. Јас не знаев на крај на кој да им се заблагодарам, бидејќи не знам од каде потекна таа иницијатива, али во секој случај ми импонираше многу значи да се прочете како најомилен професор. Супер. Се надевам дека и тоа ќе продолжи понатаму да биде така, барем што се однесува до мене. Инаку да, работата со студентите да не звучи клише, е всушност најдобрата работа во нашите секојдневни активности, предавањето, вежбите, комуникацијата со студентите. Дефинитивно тоа е она прашање кое што мене ме враќа кон корењата, back to the roots, зошто сум тука. Всушност, поентата е тука сме поради студентите и комуникацијата со нив секогаш ве одржува на стендбај, ве одржува на готовно и одржува кај ваш свежината на размислување и така натаму и така натаму. На правниот факултет јас сум задоволен од студентите, генерално, ако зборуваме за бројот на запишани студенти, веројатно
тука има свој дел некој негативен тренд на запишување на факултетите ширум цела држава, не само на нашето универзитет, на правниот факултет, но во секој случај е важно дека од тој број кој што имаме ние навистина можеме да издвоиме квалитетни студенти. Зошто тоа е битно? Бидејќи тие се носечките во процесот. Како што зборував претходно дека мора да имаме фидбек од заедницата, ние на правен факултет и на другите факултети како професори мора да имаме фидбек од студентите, а тоа значи студенти кои што се работливи, студенти кои што се одговорни луѓе, студенти кои што знаат што е тоа работна одговорност, студенти кои што непречено совладуваат материјата и студенти кои што имаат, оно што е најбитно, мене како професор се две работи. Работна одговорност кај студентот и амбиција. Бидејќи се друго може да се исполни вака или така, но ако ги немаш едно од овие две, работна одговорност или работна навика, и ако немаш амбиција, нешто што вас ве тера напред, во тој случај не би можеле да зборуваме за прогрес. Јас настојувам и во комуникација со студентите и надвор од предавалните, независно, да секојаш да ги поттикнам, секојаш да ги охрабрам за тоа, и тоа всушност и ден денес се докажува, бидејќи од мојата прва генерација на студенти, што кога се отвори правниот факултет пред 15 години, денес имаме студенти лидери. Беше формирано European Students for Liberty. Организацијата беше формирана за прв пат во Македонија, за прв пат на нашиот правен факултет, токму во овие простории тука. Денес тие студенти работат во или со ова организација, патуваат во Европа и во светот со и ова или поврзано со таа организација, стекнале контакти благодарение на сето тоа, се профилирале во определена област, тоа го детерминирало нивниот професионален развоен пат и така натаму. Сакам да кажам преку а сето тоа се случувало на неформалните среби со студентите. Во комуникацијата нивна со мене и разговорите. Така да, дефинитивно моќта на универзитетот се наоѓа во студентите. Секако и во професорите, но студентите се оние кои секогаш се во основа, секој се менуваат, секој година ни добиваме нови студенти, другите ги водиме во тој процес на комплетирање на високото образование и создаваме всушност и преку нив ја создаваме нашата слика на нашиот универзитет, на нашиот факултет и во основа на нас лично како професори. Проректоре, професоре Илич, јас ќе ви се заблагодарам сега за вашето гостување во програмата на Универзитетското радио по ФМ Битола, како и секогаш одличен соговорник и соговорник кој знае да даде голем број на информации. Ме радува што не информиравте за многу новини кои што се случуваат. Ќе следиме што ќе се работи понатаму и секако навремено ќе ги информираме слушателите. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вам. Можам да ти верувам, нема лаги, нема зид меѓу нас, и се сеќавам на секој збор поред. Ми рече ти си ми се да бидеш со мене, за секогаш до крај сега гледам како одиш и знам ти не се враќаш, не да се погледнам, да се видам без тебе. Ми требаш до мене, ми требаш ти до крај. Сега гледам како одиш и знам ти не се враќаш, не се враќаш кај мене, не се враќаш, не се што било
da ne si ni bil od mene del. И тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски реализира Лјупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Не се враќаш кај мене, не се враќаш не. Не се враќаш не, кај мене, ти не се враќаш не. Не се враќаш кај мене, не се враќаш не. Не се враќаш кај мене, не се враќаш не. УКЛО ФМ Битола, февруари 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8 УКЛО ФМ Битола.